Жителите на булеварот Маршал Тито и на уште 10 улици во Виница во следните неколку месеци ќе може да се приклучат на новата водоводна линија. Реконструкцијата со изфрлање на старите азбестни цевки започна минатата недела и се работи етапно како што е најавено, вели градоначалникот Димитров. Веќе 10 дена фирмата Копи Инженеринг и работи градежните работи околу промена на водоводната мрежа во општина Виница. Еве гледаме дека булеварот на улица Маршал Тито веќе завршено, продолжуваме на другите улици, сега почнуваме со улицата Славчо Стерменски. Инвестицијата е вредна околу 6,5 милиона денари, изведува фирмата Копи Инженеринг, така да се надеваме дека во следните неколку месеци работата ќе заврши како што треба. Старите азбестни цевки ќе бидат заменети на улиците Славчо Стојменски, браќа Миладинови, Раде Кончар, дел од булеварот Маршал Тито, делови од улиците Страшо Пинџур, Стив Наумов и Линденска, Димитар Осоговски, Димитар Влахов, Јане Сандански и 4-та македонска бригада. Предвидениот рок за изведба е 9 месеци, меѓутоа во договор со фирмата мислиме дека за околу 5 месеци ќе биде целосно реализиран овој проект. Овие улици ќе бидат комплетно реконструирани, меѓутоа ќе имаме и други активности, а тоа е промена на канализационата мрежа и во населените места каде што нема канализациона мрежа, таму ќе ги регулираме овие работи. Во Виница вкупната водоводна мрежа е со должина од 42,5 километри, а повеќе од 60% е веќе завршена. Со оваа фаза е предвидено да бидат изфрлени од употреба 3960 метри азбестни цевки. Овој проект е финансиран од Европската инвестициона банка, Министерството за транспорт и врски и општина Виница.